96-тото доделување на наградите Оскар во Долби театарот го очекуваме со нетрпение внедела. Црвениот килим ќе започне церемонијата во 23 часот и 30 минути, а доделувањето на статуетките во 12 часот на полноќ. Имаме многу категории, многу номинации, но и многу промени во однос на програмата. За се во ова наредниве минути ќе разговараме со Сунчица Уневска, филмска критичарка и новинарка. Добро утро, Сунчица, и добре ни дојдовте во Македонија наутро. Ви благодарам на поканата. Ситно броиме до една од најважните филмски церемонии во светот. Имаме споменав бројни категории, но и бројни изненадувања за кои ќе дискутираме. Но на самиот почеток еве во неколку реченици ги исполнија ли годинашните номинации и вашите очекувања, бидејќи оние кои што ве знаат дека кога станува збор за филмската уметност имате многу истанчен вкус. Да, навистина. Знам да бидам доста критична, навистина. Не ми ги исполнија очекувањата, но во позитивна смисла. Добра. Заради тоа што последните години навистина се направи еден сосема поинаков, не знам, откако се по 10 филмови во главна конкуренција, откако почна се да се става во главна конкуренција, значи се измеша се, не беше како порано, да кажеме порано во конкуренција, главна беа драми, беа авторски филмови, беа филмови кои имаат поинаков квалитет, потоа почна да се става се. Блокбастери, не знам, мюзикли, не знам, научно-фантастични, некои си епопеи, не знам што. Така да, многу работи се измеша и последниве години навистина беше некоја, да ни речем, еве каракаша, некоја попара онака од се што беше понудено и навистина имаше години кога победуваа филмови стварно да се, а имаше години кога ќе победат оние што треба, меѓутоа овие другите пак кои што беа блокбастерите и не знам ово, не завршуваа со по ниеден. Годинава навистина имаме исто така различни филмови заради тоа што се 10 и реков еден поинаков пристап, но многу добри филмови. Тоа и мене ме изненади, заради тоа што значи, се внесува, некако се направи добро. Од една страна, може би и навистина. Сега не значи дека ние, нели, треба да прикажуваме само исти филмови или слични, или се прикажува она што е во моментот актуелно и она што во моментот е добро, што се гледа, што се наградува и сето тоа. Меѓутоа, не е добро, навистина, не можете со ист критериум да ги мерите, да кажеме, Барби, и да го мерите филмот кој што е Бедни суштества, не знам дали луѓето го гледале, на Јоргос Лантимос, кој што е нешто многу поинакво и многу посебно. Не можете да го ставите, мислам, не се исти критериумите за да ги мерите тие филмови. Или еве филмот Опенхајмер, кој што води, нели, со 13 номинации. Значи, со номинации водат Опенхајмер, води Бедни суштества, кој што веќе го споменав, има 11 и 10 има Мартин Скорсезе. И потоа, например, имате и други филмови кои што се мали, авторски, кои што се одлични и навистина е невоедначена, како да кажам, малку е чудна, но годинава она е добро што сите се добри, па и да победи оној кој што е голема продукција нема да биде, а нема да биде лошо, дури ни мал што не верувам дека во тој избор ќе успеат малите да се пробијат. Тука е малку проблем. За Опенхајмер, кој што го споминавте со 13 номинации, тоа во сите главни улоги кои што води. Така добро, во главните категории. Кои се очекувањата? Па видете, Опенхајмер јас мислам дека ќе добие, но може да има изненадувања, може да бидат и поделени наградите, заради тоа што стварно, како што реков, имаме доста добри филмови годинава. Опенхајмер сигурно дека ќе добие награди. Он е и така направен, мислам, голема продукција е со голема амбиција, долго трае. Например, он опфаќа, Кристофер Нолан е многу тежок. Не знам дали го имаат повеќето гледано, има негови познати филмови, како што се Мементо, Инсепшн, што беше почеток со Леонардо Ди Каприо, многу филмови, но сите тие се такви, специфични. Он е многу специфичен. И он се концентрира на психата, на подсвеста, на
така психоделични му се. И можам да кажам дека филмот е тежок за гледање, на вистина, но вреден, секако. Мислам, одлично е направен, но има и други многу добри филмови во конкуренција, така што не сум сигурна како ќе биде. Полесно беше за глобусите, затоа што таму се поделени драми и комедии. И добија, значи доби и Опенхаймер, доби и Бедни суштества. А додека овдека ќе мора да добие еден. Така да како ќе биде, ќе видиме. Во однос на филмовите, кое е вистинското мерило за тоа дека еден филм е добар? Во меѓувреме го споменавте. Холивуд многу често се фокусира, ако сме искрени, на благајните и на тоа колков приход ќе се оствари. Сега филмската критика или кешот? Па еве видете го, годинава баш имаме уствари минатата година, нели, кој што сега еве врвот. Имате еден пример кој што е неверојатен, нели? Они во исто време ги промовира Опенхаймер и Барби. Тоа се, мислам, филмови кои немаат никаква врска еден со друг и, мислам, толку се различни, дури се направи феномен Барбенхаймер. Барбенхаймер, да. Нели, така одеа. И они, навистина, видите, моќни се, Холивуд е тоа, пари има, внесени се пари во тоа, беше направена огромна кампања. И тие филмови беа гледани, но знаете што е лошото? Лошото е тоа што сега ќе биде таа, еве, ќе завршат Оскарите и после тоа уште неколку месеци, потоа ќе ги заборавиме. Во однос на номинации... номинации... Не се тоа филмови кои ќе траат. Така. Не. Во однос на номинации за најдобар актер, актерка, звучни имиња, кои ви се фаворитите? Неколку пати ја споменуваме Барби, иако изненади тоа што Маргот Роби не доби номинација за улога, ниту Грета Гервиг не е номинирана за најдобар режисер, иако Барби е филмот кој што предизвика најголемо внимание. Кои се очекувањата? Сега не знам баш. А како вас се толкува? Знаете, тоа е реакција на кампањите. Значи, кои беа направени. Според мене е сосема правилно. Јас исто така не мислам дека треба да биде, да. Ниту пак е тоа филм кој што е многу квалитетен или Грета Гервиг ми изненади, затоа што Грета Гервиг јас се сакав од претходните филмови, од Малите жени, од Леди Бирд, мислам, она имаше претходно одлични и очекував овде многу повеќе, очекував една сатира, но филмот е многу површен и многу е слаб. Многу слаб. Барби, апсолутно. Јас не мислам дека е тоа добар филм. Ниту пак дека ќе трае, ниту пак дека ќе се гледа. Но Рајан Гослинг доби Маргот Роби исто така не мислам дека заслужува номинација, затоа што тоа е и како карактер, како е изграден и сето тоа, ниту па мислам дека е правилно што е номиниран Рајан Гослинг, затоа што он покажа една многу голема мислам еден многу голем талент во сосем друг правец, покажа една голема трансформација, додека Грета Гервиг исто така мислам дека не заслужува затоа што ви реков ова не е сатира. Ова е многу површен филм. А филмските критичари како го оценуваат тоа? Па исто така, видете, он доби критики и вакви и онакви, меѓутоа Барби главно добива на визуелното, на ова, на она, меѓутоа он нема длабочина. Нема ништо. Мислам, видите, во конкуренција оваа година имаме многу подобри филмови. Значи, многу. Holdovers, не знам дали ќе биде како одложување или како ќе биде преведен, е еден феноменален филм со Пол Джамати, кој што доби награда на Златен глобус, но овдека е тешко, ви реков, затоа што не се поделени. Затоа што имаме само една категорија. Имате филмови, корејскиот филм Минати животи, па тоа е еден неверојатен драмски еп, мислам, совршен филм, перфектен. Имате, јас, например, мој фаворит е Бедни суштества. Јоргос Лантимос е нешто посебно. Мислам, филмот има толку многу аспекти, толку е комплексен и толку е добар, и еве веќе ги спомнавме, нели, веќе и улогите. Значи, Ема Стоун има Оскар, но оваа улога, тоа е нешто, на вистина треба да сте талент, да можете да ја одиграте. Улогата е извонредна и јас мислам дека она заслужува, но видете, знаете како е годинава. Еве ќе повторам нешто со што се согласувам, што го кажа еден хрватски критичар и што е многу добро. Годинава има толку добри филмови што нема да биде страшно. И да не добие, и ќе добие некој друг што нема да биде лошо, бидејќи и тој заслужува. Годинава имаме добар избор. Особено е голема и добра конкуренцијата на женски улоги. Сите се добри. И јас, например, еве, кратко, ако имаме време, можам да кажам дека ако не добие, еве, Ема Стоун,
значи и да добие Анет Бенинг, која што не се споменува многу, затоа што тој филм има само 2 номинации за нејзи и за Джоди Фостер. Тој е филм за една пливачка Дајана Најет, која што ќе преплива од Куба до Флорида. Она ја игра одлично. И да речеме, она имала до сега 5 номинации и не добила никогаш Оскар, а требало да добие. И тоа го прави Американската академија, знае понекогаш да направи, односно да надокнади нешто кое што е пропуштено. Но мој фаворит секако е Ема Стоун во оваа категорија, иако и Сандра Хелер, например, германската актерка, која игра во исто така извонреден филм Анатомија на еден пат, и она е исто така многу добра, така да нема да биде грешка, а се очекува, само да кажам, дека ќе победи Лили Гледстоун, која игра во филмот на Скорсезе, кој исто така е далеко од она што Скорсезе знаел да го направи, но Лили Гледстоун е индијанка, она е исто така многу добра во филмот, и ако добие Оскар, ќе биде првата индијанка што воопшто добила Оскар. Имаме уште многу прашања сосема накуса. Сакам, не можам да изоставам Медена земја во целата оваа приказна и двете номинации, тоа беше последното учество на Македонија на Оскарите. Каква е состојбата во моментов со македонската кинематографија? Има ли филмски уметници кои што повторно може да не вратат на тој гламурозен црвен килим меѓу најдобрите во филмската индустрија? Во две реченици, ако е возможно да се каже во две реченици. Ако е возможно, да, јас имам многу за тоа пишувано. Добро, нормално, тоа го знаат тие кои читаат, нели, за филм кој тоа ги интересира. Медена земја навистина направи големо изненадување, е сосема оправдано. Се погодија, треба да се погодат многу фактори, навистина, но ако ме прашувате, нели, дали може да се повтори, според мене многу тешко. Многу тешко, и јас сум го кажувала тоа, дека македонската кинематографија генерално нема таков капацитет, заради тоа што ние имаме доста проблеми уште во самите основи и образование и режија, сценарио и сите тие работи, но секогаш се возможни инциденти. Ние сме имале успеси исто така, имавме и во Кан, нели, Марија Апчевска, имавме успеси и на Ѓорчевски, и на Ѓорче Ставрески, и на Кристијан Ристевски, но тоа се инциденти. Очекуваме изненадување. Ви благодариме. Јас преминувам на следната позиција. Додека Јована го очекуваме Алинковското вклучување, ништо ќе станеме да видиме што ќе се случи во среда. Јас длабоко верувам во вашето истенчено око и сигурно сум дека една од номинациите која е ваш фаворит ќе добие златна статуетка. Благодарам Сунчица за гостувањето.